Празничните трапези можат да преседнат доколку се нема контрола при јадењето. Предизвиците доаѓаат на богатата трапеза од сите страни, па од тука и ризикот. Прејадувањето е штетно за здравјето на нашиот организам. Како прва причина или компликација која што можеме да ја издвоиме, всушност е гастроинтестиналните проблеми, односно може да дојде до кадење, до нагони за повраќање, подуеност, гасови, може да се поремети функцијата и на мозокот, односно доведе до поспаност. Прејадувањето доведува и до дебелење, како и појава на срцеви заболувања, мозочни заболувања, па дури и до појава на дијабетес. На што најмногу треба да се насочи вниманието и кои пред се треба да внимаваат? Тука треба да се обрне посебно внимание на најмалите, како и на хронично болните луѓе, заради тоа што прејадувањето си има и своји последици. Предизвик и за младите и за возрастните може да бидат и великденските јајца. Што се случува со организмот кога со нив ќе се претера? Јајцето се состои од белка и жолчка. Во жолчката, покрај тоа што поголем процент е вода, внатре има и белковини 15 до 16%, како и холестерол. Од сиот холестерол околу 2% опфаќа на жолчката. Па можеме да кажеме дека доколку се конзумираат јајцата во умерени количини, односно 1 до 2 јајца во текот на денот, не би имале некои посебни последици врз здравјето луѓето. Која стратегија треба да се примени кога предизвикот со храната е огромен? Во текот на престојните празници ние советуваме да се конзумира разновидна храна и тоа во умерени количини. Потребно е внесна повеќе овошје и зеленчук, додека да се исфрлат мастите кои што може да дадат соодветни последици кои што ги спомнавме претходно.